Проблемот е кај криптото што ние во наше окружување немаме каде да одиме во некој универзитет, пример, да учиме за крипто. Веќе почна во Америка, има во некои други држави веќе некои универзитети каде што веќе воведоа програми за биткоин, изучување за биткоин и за блокчейн технологија, веќе го има, се почнува, веќе првите искри на надеж веќе ги имаме. Со тек на време, мислам дека за 20 години, Владко, на секој еден човек во светот од помладите генерации користење, чување, праќање на криптовалути ќе им биде секојдневие. Како што ние тука во Македонија секојдневие користење на кеш, или како што на швеѓаните име секојдневие користење на картичка без кеш. Тие немаат кеш таму. Но меѓутоа такво општеството, така функционира, тие се навикнати на картичка. Така да нема ништо ова различно од тоа, ако веќе правиме муабе за пеймент и така натака. Но меѓутоа, што е суштински овде, што треба сите да разберат? Дека, кога имаш ти некоја фиат валута, дали е таа евро, долар, денар, без разлика, таа фиат валута секаде што е издадена од Централна банка и таа е под контрола на Централна банка. За разлика од друга страна, криптовалутиве немаат некој поконкретно газда што 100% ги контролира. За биткоин конкретно да кажам, затоа што кај криптото има и такви, за биткоин конкретно. Биткоин не може никој да го контролира. Тоа ти е исто како биткоин е отворен протокол. Значи, тоа е како, да речеме, кинески јазик, пример. Никој не спречува мене и тебе да учиме кинески и да зборуваме кинески. Така да никој не може никаде да биде спречен да користи биткоин. Биткоин е презентација на слободна волја и презентација на слобода на говор. Значи, има многу голема символика тука. И кога имате биткоин, вие имате свој имот, вие го поседувате. Вие сте 100% во контрола кога го имате.